Добро утро и од мене. Најновото издание на магазин ќе биде на тема музика со едно од нашите најмлади, но многу моќни вокали, Тамара Груевска, која што минатата година, добро знаете, ја представуваше Македонија на јуниорскиот Евросонг, еден одличен настап, но тоа не е се, бидејќи Тамара не запира, постојано е активна, го надоградува својот начин на пеење и стилот на кој што навистина напорно работи и меѓу другото пред нецели 2 недели таа промовираше видеозапис за незината најнова песна и денеска како повод плюс за гостување во студиото на магазин ни допатува директно од гостивар, бидејќи е горда гостиварченка, така? Тамара, добро утро. Добро утро, ви благодарам за поканата. Ти благодарим и ти што денеска дојде. Знам дека си попладне во училиште, ова утро одлучи дека ќе се дружиме тука, така што денеска тебе денот ти е целосно исполнет. Да. Секогаш ти е така, нели? Секогаш. Секогаш си во полна пареја. Не сме се виделе па половина година сигурно. Како си, добра ли си, што се случува во меѓувреме? Супер сум, супер се чувствувам. Баш ми е милете дека сум гостин на вашата емисија. И Кога помина цела година од како ти настапи на Евровизија како македонски представник? Па и мене не ми се верува дека помине една година, многу брзо поминува времето. Многу сум среќна дека мојот сон се оствари за детската Евровизија. Ја дури од мала ја пратам детската Евровизија, па кога македонската радио телевизија ми даде можност, многу бев среќна и задоволна и бев горда дека ќе ја представувам Македонија на таква голема манифестација. Така, ги гледаше ли годинава представниците? Да, секако ги гледав и ги поддржував нашите представници, Ана и Алексеј, навистина беа прекрасни. Ти се допадна како сето тоа изгледаш и визуелно и песната? Да, сценскиот настап. Имаше многу убава реакција од публиката и многу ми се свиѓаше и песната, супер беа. Одлично, меѓу другото ти беше и дел од жири комисијата на Македонија, нели, за доделувањето на поените на останатите песни. Кој беше фаворит за тебе лично? Па имаше доста добри песни оваа година. Ми се свиѓаше и Украина, Холандија и Шпанија. Имаше многу добри песни. Имаше убав избор. Добро, одлично. Кога веќе сме кај изборите, ти одлучи дека само насмевни се ќе биде онаа твоја авторска песна која што ќе ја отпееш и за која што ќе снимеш и видеозапис. Пред да го видиме, задоволна ли си од ова твое авторско парче? Многу сум задоволна. Направивме, автор на песната е Роберт Билбилов и направивме нешто многу поразлично од останатите песни. Другите песни беа балади, сега направивме нешто позабавно и песна во ритам и забавна за слушателите и гледачите. Одлично. Верувам дека кога Роберт Билбилов ќе замеша прсти, едноставно невозможно е да се направи било каква утка. Мора да го пофалиме за тоа, но посебно кога ваков глас ќе го отпее тоа, тогаш го добивате она што следува во меѓувреме. Само насмевни се, најновата песна на Тамара Груевска, колку добра порака во позадина, ништо не кошта една добра насмевка, и тоа како на некого ќе му го направи денот. Тамарче ми кажа дека сакаш да ни раскаже за пораката на песнава. Да. И тоа многу ме израдува. Значи, кога има некоја поента, суштина и кога не е само песна да се направи, туку баш треба нешто убаво да пренесе. Песната Само насмевни се е песна за сите генерации од деца до возрастни, бидејќи е позитивна песна и забавна и има многу добра и убава порака. Во секој од нас постои сонце или некоја доблест која може да не крене во секој момент, па дури и во најтешкиот. Слушајќи песната, мислам дека секој може да се пронајде во неа и може да најде како мотив во денот. И една голема благодарност до целиот тим и до Роберт Билбилов, која ни е трета соработка со него. После имам сила и кажи ми кој, која беше евровизиската песна. И
еден голем поздрав до Робин Зимбаков, кој беше текстот од него и се надевам и во иднина ќе соработувам и со него. Да, одлична комбинација сте направиле. Многу ме интересира, бидејќи велиш дека секој од нас има одредена карактеристика која што нели треба да ни биде мотив и во најтешкото. Која е таа твоја карактеристика? Кој е твојот мотив? Па ете, мојот мотив е пеењето, слушањето, ете, музика. Секогаш се пронаоѓам во тоа и најважно е да се музицира, Да. нели? Да. Музиката спојува, како велат, посебно кога навистина знаеш добро да пееш. Многу ме интересира, постојано пееш и дома? Или само на сцена? Како оди тоа? Па, секој ден ете вежбам. Професорка по пеење ми е Андријана Јаневска. Еден поздрав до неа. Секогаш сакам да слушам музика, да пеам, да учам нови песни од познати пеачи и да. Тоа ти е Да. пасијата во денот. Во моментов гледаме дел од фотографиите на самото снимање на спотот. Треба да ми раскажеш како си поминавте, бидејќи слушнав дека многу сте се забавувале, што е нели најважно меѓу останатото, ама и на крај направивте навистина многу убаво парче. Како беше на ова снимање? Видеозаписот или спотот беше дел на продукција Мелем и режисерот Огнен Шапковски, кој направи многу убав спот. Навистина беше забавно, интересно на снимањето на спотот. Ете, спотот го прераскажува и текстот. Во спотот ете делам и насмевки, кои беа направени од хартија. Ете, ја пренесувам и таа позитивна енергија кон децата. Дека треба да бидат среќни и секогаш насмеани. И ете на голема благодарност до целиот тим. Исто така, на моје големо задоволство беа и балетското студио Ребис, кои беа предводени од Леона Танасовска. Изгледа прекрасно, ете голема благодарност до нив. Навистина го направио спотот многу убаво да изгледа. Тие се ете едни светски шампиони низ светот и ете токму тоа го докажа во мојот спот. И исто така морам да се заблагодарам и на Ива и Ирена, кои беа задолжени за шминка и фризура, и да се заблагодарам за Љупка Јакимовска, која беше задолжена за стајлингот и за сценскиот настап, кореографијата, мислам. Так. И таа ми е една голема поддршка и таа беше дел од македонската радиотелевизија за детската Евровизија, да се запознам со сите учесници и да се дружам. Одлично. Да, среќна ли си за ова парче видео кое што го направивте? Снимено во Скопје, така? Да, и во надвор и Скопје. во студиски дел? Спотот е снимен во центарот на Скопје, па и во студиото на Тоше Велјановски, кој е огромно студио и многу беше убаво, ето тоа. Така, и како беше? Снимавте еден ден, неколку дена? Еден ден снимавме од сабајле до навечер. Целодневно? Да, целодневно. Се изморивте Да. сигурно? Па да, малце. Не е баш така лесно, нели? Тоа е Да. работа. Но веројатно кога си има таква убава екипа, секогаш е многу Да, сето тоа погладко. вреди. Да, одлично. Колку сугерираше ти како да изгледа спотот или оставивте на Огнен како режисер да си ја заврши неговата работа? Па оставивме сепак на професионалец да си ја заврши работата, но ете некои делови сакав и ја, например во студио кога се снимаше неколку делови со светло, ете тоа баш ми беше убаво и Си се почувствува Да. нака баш како една музичка Да. звезда и пејачка. Си ја чувствуваш ли зрелоста во твојот глас? Сега кога ја слушам ова песна, на тоа прво ми текнува. Ако се навратиме неколку години наназад, веќе гласот добива на друга димензија, на навистина зрела нота и веројатно е тешко да се претпостави дека станува збор за девојче од колку имаш сега години? сега имам 13. Од само 13 години. Свесна си за тој момент? Па секако постојано дека вежбам и го
го вежбам гласот секако, благодарност за Андријана Јаневска, и која е мојата најголема поддршка. И Знае ли да биде строга Андријана кога веќе сме кај часевите за пеење? Јас имам слушната дека била многу строга. А и самата има кажано дека е строга. Па мислам не ете, никогаш не ете строга кон мене. Секогаш е добра. Веројатно ти си многу добар ученик. Па нема потреба да биде строга, нели? Пред да се случи овој спот, ти прилично имаше навистина активен период, посебно летово кое што измина, меѓу другото треба да се пофалиш освој Гран При на еден навистина многу важен и убав фестивал кој што се случи во Грција. Многу беше убаво искуството во Грција, освоив прво место во поп категорија и прво место во рок категорија. Преубаво искуство, се запознав со многу учесници од различни земји, имаше многу земји од Европа и еден прекрасен фестивал, преубава сцена, потоа имав и многу други фестивали. Тоа значи дека во Грција настапуваше и со поп и со рок песна? Да, со I See Red и со I Have Nothing од Whitney Houston. Така. I Have Nothing мислам дека ти е нешто што навистина те одбележува тебе, нели уште од малечка таа песна? Ја и од мала ја слушам Whitney Houston, така да ми е идол и ги слушам нејзините песни, баш тие ми лежат на гласот. Вака звучи Whitney Houston во изведба на нашата Тамара Груевска. Дали секогаш си 1.000.000% сигурна кога пееш оваа песна? Јас такво чувство имам. Па да, оваа песна ја пеам, дури прв пат ја имам испеано 2021 година на Езерски бисери. Тој ми беше прв интернационален фестивал и освоив прво место со оваа песна, така да доста ми е навежбана и сум сигурна кога ја пеам. А изрекња песната ја? Да. Нели така би рекле? Верувам дека многу бого си поминате во Грција, многу ме интересира какви беа реакциите од како заврши настапот. Многу добри беа реакциите од сите, имав голема поддршка од сите и од мојот град за наградите кои ги освоив. Од сите добив позитивни коментари. Така, верувам дека ти си гордост на гостивар, па затоа и ти си горда гостиварчанка. Сварно имате најубавата баклава? Јас така имам слушната. Па имаме таа. Доста. Не, многу си ми скромна, ама мислам дека ја имате дефинитивно најдобрата. Меѓу останатите работи, освен на Грција, ти се случи еден друг интернационален фестивал, а тоа е Браво во Шпанија. Какво ти ова искуство и што се случуваше таму, како си поминавте? Браво фестивал беше онлайн фестивал и освоив второ место, но истиот концепт беше како и детската Евровизија, со жири, со гласови и ја испратив I See Red песната и го освоив второто место. Една голема благодарност до жирито од Шпанија, која ти го препозна твојот талент. Каква беше конкуренцијата таму и генерално каква е конкуренцијата? Дали однапред реално може да и знаеш што те очекува, какви се останатите кандидати? Па имаше доста конкуренција од многу земји, имаше од Македонија, имаше многу конкуренција и кога има конкуренција те фаќа трема или тоа ти е дополнителен мотив да бидеш уште подобра? Па не, тоа не ми представува некој проблем, ми дава и мотив да бидам и подобра. Секако немам трема. Така, немаш трема генерално никогаш кога станува збор за јавната сцена? Мислам, имам трема, но позитивна е таа трема секогаш. И кога настапувам на фестивали, секогаш е позитивна. Тоа е веројатно она што се вика одговорност, нели? Буквално. А дали сега што го гледаме, па е настапот со камерниот оркестар? Или јас сум нешто во грешка? Да, ова е со камерниот оркестар во Битола. Овде настапив на Мюзикленд фестивалот. 2 дена беше во Охрид, а после во финалето беше во Битола со камерниот оркестар. Многу е поразлично искуството да се пее со камерен оркестар, многу поразлично и многу беше убаво. Сето тоа да се доживее, секако ја прошлата година пеев. Стегнав и поголемо искуство оваа година.
И сега ќе пеам на 7 декември со камерниот оркестар во Кичево. Тоа ќе биде концерт на Лука Лазаревски, пианист, и благодарам за поканата, што сум поканета на таков преубав настан. Така, настапот со камерен оркестар секогаш е еден посебен момент. Треба ли посебна подготовка за него, бидејќи едно поразлично искуство, каде што сите музичари паралелно треба да се следат меѓу себе, ама и типа да ги следиш. Колку одговорност е поголема на ваквата сцена? Дали овој настап е еден, да речеме, тест за тоа колку пеачите на вистина се добри? Па, секако е потешко да се пее со камерен оркестар, но искуството е побаво, попрофесионално звучи тоа, и секако имавме проби пред да настапам на овој настап и се подготвувавме и ова е тој ефект кој што го имаме. Како се замислуваш во иднина, ме интересира, како соло артист, како некој што еве би настапувал со еден ваков огромен оркестар позади сцена, која е твојата желба во моментов? Па, ќе продолжам со најмногу што ме прави среќна, тоа е секако да пеам, да продолжам со музиката и да наставам на многу интернационални фестивали низ светот, да следната година имам и план 3 нови песни. И да. Ќе биде со истата екипа песните или? Па да, мислам во иднина, се надевам дека ќе продолжам со Роберт Билбилов. Така, ти дава ли совети Роберт Билбилов како човек кој што долги години прво и самиот бил дел од оваа сцена и меѓутоа и од страната на композитор? Кои се оние совети кои што од негово искуство знае да ти ги сподели? Бидејќи реално нели знаеме дека Роберт е автор на едни од најголемите хитови кај нас. Секако да е еден од најдобрите автори во Македонија. Ја има напишано Правото, Тамара Тодеска и многу убави песни во Македонија. И ми дава голема поддршка за да продолжам напред. И кога ги слушав неговите песни, токму сакав тој да ми ја напише евровизиската песна. И пред Евровизија имавме уште една заедничка соработка за Имам сила, и таа ни беше прва заедничка соработка. Да, на случајно сте се сретнале со Тамара Тодевска во негова студија? Па не, се немаме сретнато, но кога на мојот роден ден ни се јави на камера и ми го честита мојот роден ден, така да многу бев среќна. Тамара ти се јави? Да. О, браво, тоа било на вистинско изненадување. Кога ти беше роден ден? После Евровизија ми беше роден ден, на 2 декември. На 2 декември, наскоро ти следува следниот роден ден. Што си посакуваш оваа година, кога веќе зборуваме за родендените и некаде сме при крајот на 2024-та, сите од нас имаме по некоја желба, нешто што сакаме да ни се оствари, можеби не сме го направиле тоа оваа година. Што си посакува Тамара Груевска во периодов кој што следи? Па да, 2024-та ми беше успешна година. За мојот роден ден посакувам, не знам, да сме сите среќни, насмеани, да сме сите здрави и живи и да... Тоа е најважно, нели? Убавата енергија за да ти може да пееш и на сите нас да ни правиш многу поубаво. Тамара, имаш само 13 години, живееш и учиш во Гостивар, патуваш и за музичко училиште во Тетово, одиш и на часови кај Андријана Јаневска, активна си на фестивали, така натаму. Колку сето тоа знае да ти измори понекогаш, знае да ти биде мачно и да биде терет, да се разликуваш од останатите во генерација, бидејќи кога другите ќе играат и треба да одиш на некои дополнителни подготовки и така натаму. Како го доживуваш целиот тој процес и сите тие обврски кои што ги имаш во моментов? Па не знам, тоа не ми представува некој товар, не ми е воопшто мачно, бидејќи тоа го правам го правам со љубов, бидејќи сакам да пеам и добивам и дозвола од наставниците да сум секогаш слободена и една голема поздрав и им пееш на наставниците?
Па, Има ли тие своји желби? па не знам кога бев помала, ете така, им пеев. И сега И некогаш. сега, ако сакаат секако дека ќе им пееш. Што најмногу сакаш да правиш освен музика? Има ли нешто друго како хоби, како некое занимавање, нешто што навистина ти причинува задоволство? Па ете, освен да пеам, ете сакам да танцувам многу. Имам во Гостивар ете учено хип-хоп. И сакам ете да цртам. Браво, Да. браво. Што најчесто црташ? Па не знам, некои пейсажи од природата. Значи нешто колоритно. Да, да. Интересно. А хип-хоп знаеш да стоиш на раце и глава? Па да прашам, нели е тоа дел од тие танци, така? Па да, тоа е дел. Го научи тој дел? Па не баш, ама Ама сакаш постојано да играш? Да. Одлично. Фала ти многу за денешново гостување, да си жива и здрава, да се слушаме и да се гледаме за вакви убави работи и продолжи да го негуваш твојот талент, затоа што да, ти си онаа следна идна звезда од новите музички генерации кај нас. Благодарам. Фала ти уште еднаш. Во продолжение пак тебе ќе те слушнеме, бидејќи денеска емисијата е посветена на Тамара, ќе одиме со нејзина музика за крај на денешното издание, а утре не заборавајте во 10 часот повторно магазин, но со мојата драга колешка Јелена со мене се гледаме задутре. Чао, чао.